полесна комуникација со земјоделците, полесна продажба, полесен пласман, полесно регулирање на цените. Иницијална каписла беше самиот назив на проектот од Европска унија, каде што проектот неговото име е "Заедно е подобро". Тоа доста интересно ни се виде, бидејќи ние неколку години уназад пробавме нешто да направиме, меѓутоа не знаевме како. Кога сме заедно, можеме и повеќе да постигнеме. Ги намалуваме трошоците за набавка, ги намалуваме трошоците за дистрибуција, ги намалуваме трошоците за производство, ја намалуваме потребната опрема, бидејќи секој пчелар мора центрифуга. Ако сме ние 15 задругари, треба 15 центрифуги да имаме. Сега можеме со една, но посовремена сето тоа да го замениме. Гаранција постои во откупот и во плаќањето, се разбира, на млекото, кое што и многу е битно за овој регион, за млекарите за да обстанат. Така да соработуваме добро и на некој начин се доста задоволни и меѓусебна соработка има. На тој начин сакаме да ги организираме малку подобро нашите сточари, се со цел да имаме организиран откуп на млекото, но и покрај тоа да им создадеме подобри услови. Имаме доволно сили, не се плаќа чланарна од самите членови на задругата. Профитот сега за сега и до сега не сме го делиле, бидејќи секоја година планираме нови инвестиции. Планираме да имаме за почеток за оваа година вкупен приход од околу 50.000 евра, односно 3 милиони денари, но се надеваме дека во наредната година и понатаму перспективно ќе имаме зголемување секоја година најмалку со 20 до 30%. Профитот што ќе го оствари задругата, планираме да го делиме подеднакво помеѓу 15 задругари, бидејќи согласно законот за земјоделски задруги, секој задругар е еден член и еден глас. Профитот од самата задруга, каде што ќе биде пакувањето, производството, дистрибуцијата на пчелните производи, ќе се дели подеднакво на сите задругари, бидејќи таму ќе имаме вработени лица кои ќе ја обавуваат дејноста, ќе ги покриваме сите трошоци на работењето, а тоа што ќе остане ќе биде поделено подеднакво на 15 задругари или ќе биде реинвестирано во нови потреби наши кои ќе се јават во иднина. Се уште нема некоја доверба што треба да се стекне, како што е да речеме во европските земји, во задругите, меѓутоа се трудиме да се стекне доверба, да повеќе членови имаме, се прават нели и измени во законите за да се даде повеќе примат за другите на здружувањето, а со тоа и заеднички настап би имало. Значи покрај тоа барањата, односно условите за работа на задругарите, на членовите на задруги ќе бидат, се разбира, поубави, меѓутоа сметам дека треба уште доста време.